кога почнавме во мај, јуни, мислам кога официјалните измени во законот дојдоа, тогаш имавме околу 2000 бегалци кои што транзитираа низ Македонија. Сега веќе имаме една константа последните 2-3 недели од 5 до 7.000 бегалци кои што постојано влегуваат во нашата држава, и активистите од Грција ни јавуваат дека и денеска дошле рекорден број на островите во Грција, околу 8.000, кои што многу брзо време ќе дојдат и во Македонија. Така да нас не е задоволство да соработуваме заедно со Фондацијата Отворено општество, со Хелсиншки комитет и со млади правници, бидејќи секој од нив е лидер во својата работа. Она што се случува во Гевгелија е тоа што вчера исто така вчера беше доста ладно и жал се уште не постои некоја можност за грејни тела во самите кампови. Поголемиот број од бегалците се пропуштаат во кампот во ноќните часови, каде што ги гледам измрзнатите деца кои што е многу тешко да ги стоплите. Но она што најмногу пречи, како некако сите влеговме и полицијата веќе влезе во тоа што се случува и доста похумано се однесува кон бегалците, знаат и да зборат или на англиски јазик повеќето од полицајците кои што доаѓаат таму. Но она што најмногу пречи е односот на железници. Конкретно мене ми пречи. Последниот пат кога бев, јас ги испраќав бегалците до возот. Полицијата не ме спречуваше, бидејќи таа не може да реагира на тоа што се случува со железници. Некако бидејќи беше ноќ, не ми го гледа обележјето дека сум од организација, а мојот физички изглед ги наликуваше дека сум бегалец. Така да со своји очи можев да видам како им се наплаќаа 25 евра на мали деца, 3-4 години, 5. И прво оставив да видам дали тоа навистина се случува. И видов дека тоа и потоа реагирав бурно, дека не е фер, противно на законот, не може да наплаќаат на малолетни, значи на мали деца. Баш беше едно семејство со 7 деца, значи група во друг случај. И човекот почна да ги брои на англиски 1, 2, 3, изброја 7 и направи математика колку треба да платат за билетот, значи буквално 25 евра од човек. И кога реагирав, тој им рече: "Добро, ајде платете една." Реков: "Не треба ни една да платат, треба како што е законски да им наплатуваш." Добро, ајде, тука го средивме тој проблем, но исто така што пречи дека значи полицијата се движи до последната ограда. Никој нема контрола на тоа што се случува кога кондукторот зима наплаќа плати. Значи не дозволуваат на нас понекогаш и има и луѓе од УНХЦР кои што стојат така и контролираат билетот, но работата е што тоа е седна индивидуално на нас да реагираме, не е со прописи, не е со документи, не е наше да стоиме таму и да се расправаме за секој беглец, бидејќи како што кажав од 5 до 7.000 се. Но исто така што реагирав и прашав кој е надлежен за тоа се железниците, е преголемиот број на бегалци кои што ги ставаат во вагоните. Значи непрестанно само им викаат: ајде, пуштајте групи, тоа не може никој да го контролира. Полицијата ги пропушта групите, бидејќи бегалците сакаат да бидат побрзо пропуштани, но она што го видов кога влегов во еден од вагоните беше пренатрупаноста. Буквално седат по ходниците, во купеата, има околу 7-8 луѓе, таму има услови за 6 максимум, децата се стиснати, значи многу нехуман однос од страна жениците, само ги трупат. И кога прашав полицијата зошто вака дозволувате, ни рекоа: "Ние немаме контрола, не знаеме колку може да стане луѓе внатре, колку што ни бара железницата, ние толку пуштам." Значи алчноста на железницата да заработи што повеќе пари во еден вагон, во еден воз, значи е навистина вознемирувачки. И исто така и вагоните немаат струја. Значи од 10 вагони 5 немаа струја. И замислете во ноќни часови мешани групи, етнички, социјални, секакви се возат во еден темен вагон, жени и деца. Еден човек упорно тропаше да излезе од вагонот. И те му се дереа од железници, на македонски му се дереа, бидејќи не знаат англиски. И јас слушнав тропање и да викам: "Зошто не го пушта човекот, можеби му се слошило, може жена се пораѓа, кој знае што има." Значи 40 минути човекот тропаше и никој не кеше да му откучи, бидејќи ги заклучуваат од надвор вагоните. Значи толку нехуман однос во еден ден не сум видела од страна на железници. Дали затоа што тој ден многу време поминав покрај
железниците и тоа што најмногу ми остави впечаток тој викенд, додека бев 3 дена во Гевгелија, ми остави тој нехуман однос за нешто што е профитабилно, за нешто што е од корист, 25 евра билет на рачуните на 5000 граѓани, 5000 бегалци секој ден, таа некоја проста математика е за 3 милиони евра, од 5 до 4 милиони евра месечно кои што се заработува со стари вагони, натрупани вагони. И тоа што навистина треба ние да го реагираме како организации, како невладени, како граѓани, како активисти, како хуманисти, мораме да ги заштитиме тие бегалци. Значи тие имаат право за тоа што го возат, за тоа што се возат во тие вагони да имаат еден хуман однос. За другото, мислам дека веќе предначиме по можноста за достава на хуманитарна помош, дури бегалците во Србија, во Хрватска сведочат и зборат како биле добро пречекани, сите се снабдени со основни хуманитарни продукти, среќни се тоа што им можело да можеле да комуницираат на арапски, има доволно преведувачи, нивните права биле секогаш прошувани од актерите на терен, како дали се заштитени и се. Мислам дека во тој момент дури предначимо од соседните држави, за тоа што го гледаме последно време на медиумите, но сепак останува едно горливо прашање кое што навистина мораме ние да го средиме. Тоа е на нас останато.